Владеачката гарнитура, која цела деценија уживаше во благодетите од своето владење, безмилосно крадеше, манипулираше и узурпираше права, која пред се го ставаше личниот интерес, секојдневно се огласува и моли да се врати на власт. По митингот на нашиот кандидат за председател, ДПМНЕ е потресено и дезориентирано. Зборува како во изминатите 10 години председател да не бил нивниот кандидат. Или сега не им чини неговото работење. ДПМНЕ виде преполна сала и слушна овации, виде поддршка за заедништвото и напредокот, за владење на правото, виде сигурни определби против корупцијата, виде отворен пат кон Европската Унија. Како да не се плаши кога нивната кандидатка неодамна не знаеше дали е во Кочани или во Кичево. Лагите на ДПМНЕ продолжуваат затоа што гледаат како се води и како требало да се води општината. Тоа им пречи и тоа ги плаши. Ако во Кочани не е закована шајка, почитуван председателе, нема да одите по нов асфалт поставен пред неколку месеци токму пред вашиот дом. Граѓаните на Кочани не им веруваат на вашите лаги, затоа што и пред нивни и пред ваши очи се гради, само што тоа вам не ви годи. Немате провизии и не можете да местите тендери. Зарем вие, како директор на училиште, не бевте соучесник во организирањето на школскиот превоз, за кој годишно се трошеа баснословни 150.000 евра повеќе отколку денес. Времето на безмилосното трошење на народните пари за споменици и за вашите бели палати помина, се вели во писмената реакција од Општинската организација на СДСМ по повод пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ.